Несомнено, сонцето внесува многу живост и енергија во секој наш ден, но сончевите зраци знаат да бидат и непријатели на кожата. За правилна и целосна заштита на кожата во лето, важно е да изберете соодветен крем со UV заштита и да ги познавате својствата на кожата и незината чувствителност на сонце. На оваа тема, ние денес дискутиравме со нашите стручни соработници од Dermaplus. Во продолжение, зборуваме за кремите со заштитен фактор, а пред се откриваме како правилно се користат. Одговорот го има доктор Тихомир Цветковиќ од ординација Dermaplus. Постои еден момент кој што да речеме една норматива која што треба да се запази, затоа што луѓе мислат стави еднаш кај SPF, терај го цел ден. PS-ка супер, цел ден не, за жал не. Бројките на SPF-от не се исто така минутажа и тоа исто многу е битно да се напомене, пошто сум слушал и такви некои да речеме погрешни информации кои што кружат дека ако е PS-ка фактор држал 50 минути, не мора да значи, затоа што зависи од надворешни фактори, зависи дали сме во вода, не сме, дали се потиме, не се потиме, нанесување на SPF крема зимно и летно време апсолутно не е исто. Значи постојат некои правила кои што ние се трудиме преку нашите прегледи и при нашите прегледи уствари да го едуцираме пациентот за правилното користење на SPF. Генерално треба да се нанесе секогаш во тенок слој и да се реаплицира после секои 45 минути, максимум 1 час. Ако во тие 45 минути имаме нели мокрење на кожата или потење или што и да е, дури порано треба да се нанесе. Што значи дека тој SPF фактор, независно која фирма е и кој бренд и што и да е, они сака да пишува дека нели трае подолго време, не се одмива, тоа е делумно точно и не би требало секогаш на тоа UV да се спие, па дури и порано да се нанесе од вообичаеното SPF фактор, апсолутно нема никаква контраиндикација за кожата. Исто така и тие разговори дека заштитниот фактор бил токсичен, бил ваков, бил таков, тоа тие работи јас до сега немам сретната во пракса никој да настрада, затоа топло препорачувам да се следат овие смирници, да се нанесува SPF фактор и да си има една рутина, особено во летниот период, што за нас, што и за нашите немали. Можеби досега и не сте знаеле, но постојат повеќе типови на заштитен фактор. Ги открива доктор Тихомир Цветковиќ во продолжение. Генерално, кога ќе се каже на SPF фактор, се мисли на варијантите, значи крема, спреј, балзам и така натаму. Тоа е помалку битната варијанта, тоа се само форми кои што ни улеснуваат апликација или не. Меѓутоа генерално ги делиме заштитните фактори на ние како лекари на хемиски и на физички SPF фактори. Хемиските SPF фактори самото име само објаснувачко, значи преку процес на хемиски супстанции, односно не процес, туку преку нанесување на хемиски супстанции, ние овозможуваме хемиска бариера помеѓу UV зрачењето, UV-ато, UV-бето и нашата кожа. Генерално за дечињата и за помалите возрасти или за оние луѓе кои што имаат некаков проблем генерален со кожата, се препорачуваат минерални филтри кои што се физичка бариера. И тие лесно ќе ги распознаеме затоа што доста белат, нели, кожата, често пати тоа слушаме, леле не го користам тој фактор, ме белее многу. Тоа можеби не е лошо, особено ако имате проблем со осетлива кожа или со чести контактни дерматити или со алергии некакви. Така да многу е битно за секоја ситуација и за секој човек да се одбере соодветен заштитен фактор. Повторно, ние како дерматолози го имаме приматот во едукација на населението и нашите пациенти секогаш треба да се чувствуваат слободни да не прашаат дали направиле добар избор со таа крема или дали тој фактор е доволен и така натаму. Ако се навратиме во детството, сигурно ќе се сетиме дека уште од најмала возраст трчавме по плажата, намачкани со дебел слој заштитна крема за сончење. Прашањето е сега, од која возраст се почнува со овие креми? Одговорот го имаат нашите стручни соработници од Dermaplus во продолжение. Генерално, пак ја кажам, стигнавме во време каде што технологијата го достигне на високо ниво, така да веќе имаме SPF фактори за најмалите. Што значи бебиња има фактори за бебиња кои што не се токсични, кои што се генерално со минерални филтри, значи со физичка бариера, никако, апсолутно никако не му штетат на бебето, а се препорачуваат само во инстанции каде што бебето ќе биде однесено на плажа, на море, на планина или нешто така во летниот период, каде што ќе имаме директна изложеност на сонце.
Меѓутоа, доколку правиме муабет за секојдневна употреба и за се, па можеби и не е лошо. Малку сонце не е на одмет за да се научи кожата, за да се наштелува тој негов имунитет кој што е директно зависен од сонце, така да веќе и нема некои ограничувања. Нормално веќе од тодлерската возраст, да речеме од рана детска возраст па преку адолесценција и натаму, веќе нема изговор. Затоа што има една математика, вика дека колку порано се штитиме од сонце, толку таа ќе ни биде поблагодарна во доснешните години, а и впрочем ние кога правиме евалуација за еден пациент дали од ризик за меланом или не, едно од прашањата е колку и како сме гореле во детската возраст, што значи тоа е многу битен фактор. Апелирам до родителите, денеска имаме достапни еден куп препарати за сечи џеб и јас стварно не гледам зошто некој не би користел и нормално, како што испомнавме малце пред некоја минута, дека тоа треба да биде соодветно аплицирано и по фреквенција, но и по тип.